Со пад на температурите како и променливото време, секогаш во месец октомври и ноември имаме зголемен број на заболени деца. Претежно симптомите кои што превладуваат се кашлица, зголемена носна секреција, покачена телесна температура. Првите 2-3 дена пониска, меѓутоа може да се искомплицира, особено кај тие од предучилишна возраст кои се помали со послаб имунитет. Потоа тешки се сега и состојбите со тие деца што се обструкции, со чести обструкции, например може да се дојде до влошување на брзо клиничката состојба, што треба и дополнителна по строга терапија како интравенозна парентерална терапија, кислородна поддршка, зависи од имунитетот на детето. Дневно за 24 часа обично имаме до 60 пациенти, зашто покриваме голем дел од општините, како што се општина Липково, Старо Негоричане, Кратово, Крива Паланка, Куманово, што стварно имаме потреба. Тие што се со клиничка слика, например поголемите деца што може да се третираат во дневна болница, имаме до 15-20 деца, а тие се помалите, се потешка клиничка слика, имаме ги хоспитализираме и од анализите што ги правиме обично се вироза, класична вироза, пневмослајд правиме, изолираме особено инфлуенца А и Б, аденовирус, респираторен синцијален вирус, најчестите. Инцидентно имаме и од микробиолошките анализи стрептокока, најчесто во градинките тоа се изолира, стрептокока од бриз од грло и нос. Анализите вака претежно со нормални вредности на инфламаторните маркери. Наши совети првично би било, например, ако е со почетна клиничка слика, да се јават на матичен лекар, да се третираат првично со симптоматска и на време да се лекува, за да не дојде до комплицирање. Потоа, ако некој е болно дете, например, да се изолираат, здрава исхрана, почесто шетање во природа.